Добра вечер. Добре дојдовте во третото издание на нашиот подкаст Дата Муабети. Денеска тема на овој подкаст вечерва е дата, односно податоци за чист воздух. Чисти податоци за чист воздух е важната работа затоа што грешните податоци не ни користат многу. Затоа се стремиме да дадеме објаснување на тоа како сите податоци околу нас се користат и како можеме преку нив да влијаеме на нашиот живот. Мој гостин во овој Дата Дом вечерва го имаме Горијан Јовановски, тој е основачот на Air Care, бившо Мој воздух. Така. Како си? Супер. Луди незаборавно во вторник. Се надевам дека атмосферата е во ред за тебе. Прекрасна. Јас би почнал со прашањата кои што ги мачат нашите пратачи и гледачи, а тоа е ти го измисли воздухот 2014 година. Како дишаа луѓето претходно? Без проблеми. Никој не се замараше, никој не се секираше. Ја дојдов направив проблем. Така, Кажав загаден, па сега треба проверувам. Не знам, се зафркавам. Јас мислев дали дишаа воопшто со оглед на тоа дека воздухот измислен 2014. Не, скроз Декември не, да, отприлика тогаш се појавува, тогаш диша туѓ воздух, тогаш доаѓа мој воздух и можеш сопствениот веќе да го дишаш. Така. Пред тоа ти уживаш еден живот на суперстар, затоа што секоја нова година ти заедно со Мараја Кери сте највртената тема на меѓу луѓето. Или е What I Want for Christmas, или е црвените крукчиња. Кажи ми, кажи ми дали имаше представа и поима дали дека ќе се случи некаков таков бум и дека тоа ќе напредува апликацијата? Скроз не. Види, причата како започна мој воздух ствари беше дека јас сакав да научам за Android како да правам апликации. Че бев на факултет, трета, четврта, така нешто, и сакав да научам како да правам за Android апликации. И решив, окей, да размислам која тема би била таа апликација како да обработам, и тогаш по грешка налетав на информациите од станиците за квалитетот на воздухот. И така започна цела ова прича околу апликацијата и околу мој воздухот, и тогаш го измислив и го патентирав воздухот, но не очекував дефинитивно дека ќе дојде до каде што дојде на сега. После колку време го имаше најголемиот успех? Најголемиот успех не може заради тоа што цело време успехот се зголемува, но кога беше првиот момент кога свати дека тука веќе има сериозна посетеност и многу луѓе ја користат апликацијата? Искрено да бидам, мислам дека тоа беше зимото 2015. Бидејќи ние почнавме на декември 2014, тогаш се градеше самата апликација, полека луѓе дознаваа за истата и негде веќе зимото 2015 кога доволно беше прочуена, почна реално мислам да прави некој импакт во општеството, и тогаш свативме чекај, не е веќе само проект за Горијан да научи да кодира Android, туку всушност нешто многу повеќе. Целата работа на твојата апликација е тоа дека она само обработува податоци и ни ги представува тие податоци. Што значи дека главната работа на нејзе е да собере многу од различни места и тоа да ни го визуализира на нас, нели? Тоа е и нашата цел во овој Дата Дом. Кажи ми малку низ бројки. Од колку места, од колку базни станици се земаат, од чии базни станици се земаат, заради тоа што знаеме дека на површината на Македонија и во цел свет нема само еден кој што поставува базни станици, туку тоа се повеќе корпорации, државни, невладини, приватни. Те молам малце тоа да ни го објасниш. Вака, значи во моментов ние сме распространети низ 41 земја, ако ја можам. Оп. Во 4 Ништо. Нешто. 41 земја распространети, што значи дека над 40 и кусур мрежи користиме ние за преземање на податоците. Значи 40 мрежи на мерни станици. По-конкретно локално кај нас во Македонија ние имаме извори од државни мерни станици, кои што се околу 20 на број, така нешто. Имаме волонтерски мерни станици од 3 мрежи, кои што се околу 100 на број. Имаме, мислам, околу 5-6
од Универзитетот од Гоце Делчев од Штип, нивна мрежа на станици, и на крајот користиме и од време на време сателитски податоци од мерни станици од Европската вселенска агенција. Така што нешто под 200 станици се активни во државата кај нас. Имаш ли отприлика податоци кои се најточни од овие мерни станици? Види, Кои се не најточни, затоа што точни ако кажам може да се помисли на тоа дека зборуваме за хардверски, за како бројка точно. Можеби кои се најрелевантни во однос на точноста на резултатите кои што излегуваат во јавност? Така, види, значи колку е пософистицирана секако станицата, толку е помала стапката на грешка која што може да се направи од It's gonna happen every time. Yeah, of course. Така што It's my thing, sorry. Very well, Yeah, I can yeah. join in. Yeah. Така што мислам дека секако оние кои што се наменети за научни не истражувања, туку буквално за по-хардкор статистики како што се државните мерни станици или тие на Универзитетот од Гоце Делчев од Штип, секако дека се порелевантни отколку волонтерските станици кои што може ние да ги монтираме дома. Тоа не значи дека волонтерските не се добри, туку едноставно нив ги користиме повеќе индикативно да знаеме дали надвор е загадено или не, али не да мериме точно до 151 или 154 микрограми PM10 било надвор, бидејќи секако имаат поголема стапка на грешка, бидејќи се по едноставен хардвер него што се поголемите станици, но сепак доволно за да ни кажат како е воздухот надвор, бидејќи види со 20 државни станици да покриеш територија колку што нашата земја, тоа е Ватикан едва ќе го покриеш. А камоли Во Ватикан многу пушат и тоа е берба тамо на трва се греат, не знам. Така, тоа е катастрофа тамо, да. Така што Гуми. Да, тие на гуми. На гуми се греат. Извозуваме ние гуми во Ватикан и ги праќаме и они ги. Значи, тоа што стига од Италија, ние само на кружен ток во Охрид го пуштаме назад и Затоа го направивме кружниот тек. така е за Ватикан. Не можеме за да ги Ватикан. вратиме инаку. Така и не може се заглавува камионите, знаеме, тука одрон имаше и вака е малце полесна ситуацијата, преку струга јадат пастремка во Радожда и од тука накај Секако. така накај Потикнуваме Италија. економијата и Да. Кажи ми, ме интересира цела ова работа спомна оние што се PM10 честички, па тука има PM2, па има еден, значи да. Дај малку околу тоа што е тоа што требаме ние да се секираме за кој од овие параметри. така. Види, значи тоа што PM цело време го збориме, тоа се на англиски particulate matter, на нашки познато како честички. Значи, тие се многу мали честички. PM10 се честички кои што се околу или под 10 микрограми, тоест микрометри, милиметри, микрометри, нешто. Значи, многу ситни честички. Најмалото USB е тоа е. Најмалото е, ба помал. Да, Така што тие се ситни честички кои што лептат во воздухот, ние кога ги гледаме, вака една тешко дека ќе ја приметиш, ама кога гледаш загадено светјана магла што се смогот што се создава, Тоа убавото што е. тон, exactly. Да. Такви честички, ние го викавме тоа порано мирис на зима со другарите. Јас го викам се уште мирис на детство. Unfortunately, што значи дека и пред мој воздух имавме проблем. Па, со оглед на тоа дека не го знаевме и го немавме проблемот, така што... Точно, затоа викам, знаеш, јас го донесов проблемот. Што би рекле, има еден познат македонски пеач кој што има кажано ignorance is blessing. Така да мислам да не му го спомнам името сега да не испадне реклама. Значи што помалку знаеш, толку си посреќен. Продолжи за честичките PM10, значи тие се најопасните. Да, скроз. Мислам не, тие се втори најопасни, најопасните се PM2,5. Тие се уште помали? Уште помали се тие се уште помали, најчесто потекнуваат повеќе, ето да речеме од домакинствата или од автомобилите, кај што PM10 повеќе од индустријата доаѓа, но тие се уште помали и бидејќи проблемот е кога ги дишеш ти, тие честички, ќе ти навлезат во дишните патишта и така натаму, создаваат проблеми. Создаваат проблеми по здравјето, посебно на подолг период на изложеност, а ние кај нас сме навикнати малце подолг период да сме изложени цело време. Така што најчесто треба од нив да се плашиме и да пазиме која е ситуацијата, но да не ги забораваме и другите параметри кои што се мерат, кои што подеднако може бидат проблематични, а за среќа не се покажале кај нас дека имаме големо влијание, освен во лето кога пак озонот расте. А во лето забораваме да проверуваме какво е загадувањето, ама и тогаш за жал имаме одредени проблеми со воздухот. Мислам дека оваа тема е
прилично битна овој период во сите домакинства. Кажи ми, функционира ли ова уопште? Чудо? Да. Да. Чистат ли овие направи за по дома на вистина PM10, PM2,5 честички? Ова е мала цензура за оваквото. Добар дизајн, детали. Да. Лепакот не работи. Чисто да Да. ти кажам. Значи, сепак, прочистувачите на воздух се способни да ги соберат PM2,5 честичките и PM10 честичките. Колку е подобар филтерот, толку се поспособни. А маските не можат да го сопрат COVID и коронавирусот. Маските Не се знае. можат. Зависи каква маска. PM10 маска. Се надам дека не е од 50 направен. Кажи ми, шегата на страна. Ова прилика сакам да ја поздравам Мимоза, која што е наш верен гледач и пратач. Ни ги има гледано до сега. Во ред. Сите два подкасти. Чекам, мислам дека треба да се лижне. Ето така, добро. Кажи ми, ме интересира, освен податоците за воздухот, од овие базни станици, кои други податоци ги добиваш ти за, мислам, во тој шит, во тој спречит Excel база, што и да е? Не знам, сега претпоставам дека има различни базни станици кои што мерат различни параметри. Секако. Так, колку параметри можеш да добиеш ти од најсофистицираната и најдобра, најнова станица за мерење на сваштарија? Види, може докај секако зависи кои модули, кои сензори се инсталирани на самите станици. Може да ти мериат PM честички, тоа зборам. I'll never keep my cool. Да. Значи може PM10 да ти мери, може PM2,5, има PM1, ако сакаме, а по хардкор малите честички да ги следиме, тие стварно ме плаши. Тие не ни треба, тие Нема месото, не. Тие ги јадеме, Ај, доста ни така беше да. со ова друго. Може да гледаме од диагледот моноксид до NO2, SO2. Некои станици имаат и што е исто така важна метрика кога споредуваме податоци за загадувањето, влажност на воздухот, брзина на ветер, температура, сите тие влијаат врз загадувањето на воздухот и движењето на частичките низ воздухот, но за жал голем број од станиците едноставно не ги мерат тие податоци. А кој ги инсталира базните станици? Зашто првенствено се користат тие? Сигурно не е за некој да дојде да направи апликација и после тоа да им мафтаат со мобилни телефони луѓе на протести и по улица и Фејсбукот да се претвори у еден дашборд од кругчиња. Види, па од една страна и на некој начин за тоа би требало да бидат поставени. Значи поентата, да зборам сега кои гледаме државните мерни станици, поентата е не само државата да следи како се одвива загадувањето и да може да интервенира во моментот кога ќе гледа дека има нешто проблем, туку и да ги информира навремено и по можност во живо граѓаните за тоа што они точно го дишат. Така да од една страна тие се поставени тамо и ние мислам драго ни е што скоро сите земји на Балканот освен Албанија јавно ги објавуваат тие податоци. Ние може да ги користиме истите податоци во Еркер. Но како што спомнавме, 20 намерни станици не се доволни за да покријат територијата кај нас, така што граѓаните решаваат, види, овде најблиската мерна станица мене може ми е кај НЛБ централа, да речеме, што е прилично далеко. Збориме за државната. За државната, да, државната, значи центар станицата е тамо, да кажеме, на кај државна болница иде. Што веќе технички како центар не баш, ама натаму оди. Да. Што значи дека тамо може да е еден квалитет на воздух, но тука може да е нешто друго поради локални емисии, локално влијание. И затоа граѓани се решаваат да постават нивни, тие што ги велиме волонтерски мерни станици, со цел да може да следат загадувањето во нивната околина, значи буквално овде пред зграда, да знам колку е загаден воздух. Кажи ми, целата работа е околу податоците. Кога имаме податоци, имаме опција да ги обработиме, да ги представиме визуелно, да ги визуелизираме, тоа и целата поента на дата
на data mining, на business intelligence, на machine learning, на така, значи што повеќе да го преработиме оние бројки да ги преработиме во што по-автоматизиран процес и да направиме некоја во одредени работи предикција. Во нашиот случај предикција не сум сигурен дека би требало или би можело да се случува, освен дека оди на полошо, да речеме, или на подобро, но ме интересира, базните станици државните се, предпоставувам, поставени пред 2014 година. Не може да се дојде до податоци за нив за да се направи една статистика и една отприлика графикон, или тој постои веќе негде? Кажи да може да се види пример од, не знам, 34-та година навака, нели, после Илинденско, како одел, пошто тогаш, нели, до тогаш многу се пушело. Турци имало, се пукало барут, сите тие нишани. Со тоа што тогаш немало толку загадување од коли, од возила. Тогаш се балансирало. Да, Евро 5, Евро 7 уствари имало тогаш. Но постојат ли такви податоци каде што може да се види, да се спореди моето детство versus сегашното детство? Од тоа што јас знам, и се надевам дека може некој ќе ме коригира ако грешам, податоци имаме од 2011 натаму. Така што толку касно не го тогаш се појавуваат, можно да имало можеби една некоја станица или помалку. Овие станици ние што ги знаеме, државните што сега се во функција, се појавуваат околу 2011 година, ако не грешам, како донација од Европска унија од Швајцарија. И ги поставуваме како еден мрежен систем кај нас. И од тогаш почна да се мери, и ако ти текна, тогаш се појава првиот билборд, кој што беше технички како анцесторот на мој воздух, претходникот на мој воздух на плоштад. Не знам ти текна на билборд. Како не на тој кај што се запросуваат луѓе, барем еднаш годишно. Се случува тоа? Да. Озбилно? Да. Доколку не следи тој што запроси својата сопруга на билбордот на плоштад, нека ни пише порака или пак нека праша нешто. Би ве охрабрил и вас, сите други што гледате, да ни пишувате прашања во чатот за да ги одговори мојот соборец, сопатник или газда на воздухот во Македонија. Јас не гледам тука се уште прашања. Ако стигнат, во ред. Ако не стигнат, јас имам своји. Кажи ми, рече дека се ширите на други пазари. Како е прифатена апликацијата? Немаше ли апликација ваков калибар кога се појави, заради тоа што ние знаеме дека сме 3 до 4 години зад Америка, 2 до 3 години зад Германија, 1 година позади Франција и Италија, значи во технологија, во однос на култура и такви работи. Немаше ли веќе такви апликации на пазарот кога ти во 2000, претпоставам, кога се ребрендиравте вие во AirCare пред 2 години? Пред 2-3 години, да, така, тогаш кога искочивме. Прилично касно е тоа. Имаше ли други апликации и како котира AirCare во врска во однос на другите апликации? Вакви апликации, според мојот речиш, од прилика се појавуваат кога и ние лансиравме, ама ја лансиравме ние локално, тогаш се појавуваат глобални апликации, поголемите наши конкуренти, околу 2014-2015 година. Така да не сме први кои што ни текнува на ваков концепт, да кажеме. Но од друга страна пак мислам дека прилично добро не има прифатено. Прилично добро не прифатија, посебно и на зашто најпрвен се проширивме во Србија. И се сеќавам во Србија кога влеговме како втор наш голем пазар, се појавува It's hard to get a sense. Да. Не, во Србија кога влеговме, имаше друга апликација која што се појави тогаш. COVID ме фати. Добра беше. Мала главоболка и не е на одмет. Повели. Така. Да. Во Србија. Во Србија влеговме. Во Србија како прв нов пазар влеговме тамо. И доброто беше што тамо всушност ни помогна многу еко здруженија за да го пробиеме, на пазарот и за да ги добиеме корисниците тамо, бидејќи да, може, горен мој воздух повеќе го знаат кај нас, но горен мој воздух не е никој ништо во Србија. И благодарение на локални здруженија ние успеавме да се прошириме од една страна, а од друга страна
ние соработувавме со екоздруженијата, бидејќи целта на Еркер не е исклучиво да те информирам колку е загадено и завршува причата како што другите го прават тоа. Ние сакаме реално да допринесеме до решавање на проблемот. Со тоа што дали ќе те поврзаме со твојата локална невладина организација која што се бори за почист воздух или за зелени полиси, дали ќе те повикаме на одреден собир протест или некој настан, еконастан што се случува, дали ќе креираме ние еконастан или протест или еве садење дрва што правевме пред некоја недела овде кај нас, така што пробуваме реално преку акции да направиме заедница која што понатаму се бори за еден почист воздух. Што е во принципи можеби една од најважните теми на Aircare. Ќе прочитам неколку прашања, ќе ги замолам моите дата домарки да ми ги пишуваат и имињата на тие што ги поставуваат прашањата. Вака, значи ова се повеќе коментари отколку прашања. Например, дали има начин да се мери токсичноста на веќе затворени фабрики? Тоа е прашање, но јас би тргнал од тоа дали има мерни станици во Македонија или начини да се мери освен воздухот токсичност и отровни материјали во почва, во храна можеби. Има ли таков начин? Има ли кај нас некои такви структури кои што овозможиле мерење на тие работи? Јас ако не грешам, баш скоро гледав студија која што имаше баш такви мерења на почва правено. Значи има апарати со кои што може да се провери загадувањето на почвата, но се уште немаме мерни станици како што сме навикнати за воздухот да континуирано го мерат тоа, па ние може да користиме. Така што да постојат и се направени студии, мислам дали беше од професор на ПМФ или професор на земјоделие, заборавив точно, но направени се и објавени баш беа скоро студии дека имаме загадување на почвата. Така. Од пријаска ми лепди морам да го кажам, ако не го кажам, мислам ќе биде овако. Има ли некоја друга држава со толку малку државни мерни станици? Зашто има впечаток дека нашата држава премалку се грижи за квалитетот на воздухот? Ако не знам дали е зборот премалку или воопшто се грижи за квалитетот на воздухот? Unfortunately, да, види, не знам зошто толку време кај нас не треба за да сватиме сериозноста на темата и наместо да трошиме пари за реименување на улици или китење на градови или не знам ти што споменици, чуда што сакаме цело време да правиме, не ги посочиме, не ги пренамениме овие пари со цел да се заштитиме од загадувањето на воздухот, бидејќи над 300 животи годишно е пресметано од европски агенции дека згаснуваат кај нас поради загадување на воздухот. 3000 животи годишно. Што е, мислам, многу застрашувачка бројка според мене. Тие бројки се секогаш дискутабилни затоа што ќе пробам да го објаснам ова јас од моето скромно искуство. Тоа е дека нема сигурен податок дека луѓето кои починале благодарение на нечистиот воздух. Така. Него тоа се секогаш појави од спунт, како што се проблеми со дишење, компликации, не знам, автоимуни болести и така натаму, но веројатно тука е таа луфта да секогаш може да се препише на се друго освен на тоа. Да. Така што претпоставам тука што би рекле на една позната наша емисија на телевизија Амазон, мислам дека беше после 12 сата, тоа беше тука лежи зајакот, ако не се лажам. Мислам дека се викаше тоа. Кажи ми, имаш ли сретнато други луѓе кои што ги користат овие податоци, дали државни, дали невладини, за сличен тип на активност која што би го подобрила квалитетот на живење или здравјето на луѓето? Кај нас знам неколку луѓе кои што исто така си имаат играно со овие податоци, дали тоа би било да направи некој нивен дашборд за следење на загадувањето, дали е тоа да го интегрира. Слична тема беше. Цело време беше слична тема, каде што повеќе беше околу презентација на овие податоци, но затоа на пример за Македонија ние секоја година ги објавуваме сите податоци што сме ги собрале буквално во еден zip файл на GitHub, достапни за кој да сака да прави каква била статистика на тие податоци. Слободно. А пасвордот на зипот го давате или? Не, тоа сториче. Да, така е. Знам дека
станицата во Кондово не работи веќе подолго време. Зошто? Има ли? Има ли? Па да, наводно има таму станица, обично таму доаѓа чадот цело време. Да не имаат запалено и станицата. Можна е самата па тоа. Мала шега, не е на одмет да интерна шега. Кажи ми, цело време работиш со големи податоци, многу податоци, тоа си во секунди и во време, но дали имаш измерено колку твојата апликација има направено импакт врз животот во Македонија, врз активизмот во Македонија, врз луѓето, врз помакот, што би рекле наша браќа Срби, кон еден подобар живот или еве да речеме различен начин на живот? Тука е проблемот, бидејќи кога работиш со конкретни податоци, имаш квантитативни мерења кои што можеш да ги направиш истражување, точно им бројки да добиеш. Во ваква ситуација е повеќе квалитативно мерење, каде што едноставно верувам дека до некој степен има направено импакт, бидејќи секое отварање на податоци, секое правење на податоци да се достапни повеќе до луѓето, прави позитивен импакт кај нив. Си имали зголемено бројот на здруженија, бројот на протести, бројот на можеби не протести, туку паради, еве нека биде на собири во однос на квалитет на живот по Еркер, затоа што јас мој впечаток е дека освен тоа дека Facebook е преполнет од луѓе кои што пушат цигари, кои што ставаат принт скринови на wall и на овакво, на таймлайн, освен нив, мислам дека се зголеми и бројот на луѓе кои што сериозно се засегнати и сериозно се активираа во однос на тоа дали е со можеби рециклажа, дали е можеби со енергиски ефикасни начини на затоплување или пак само едноставно со појавување на паради, на митинзи или на протести или релија со велосипеди, но мислам дека и тука се зголеми. Кажи ми, имаш ли ти, сигурно имаш бројка, односно бројка, имаш подетален увид на како дали има помак таму? Сигурно. Значи, тргнувам од мене. Значи, јас лично пред да ги пронајдам податоците, иако јас се залагав за I know where you're going. Damn it. Чекав дека го лупнеш овде. Да. Верувам. Значи, тргнувајќи од мене, јас искрено на почетокот се грижав за животната средина, но не бев многу навлезен во тематиката на загадување на воздухот. И откако јас добив подиректен пристап до овие податоци по лесенете на мобилен, цело време нотификации чуда, сватив колку тоа влијае врз мене и врз моите најблиски, врз сите, и јас решив свесно да се активирам во борбата за чист воздух. Верувам дека таков импакт има и кај многу други луѓе, дека се има случајно, зашто гледам повеќе се буди велосипедската култура, не само благодарение на нас, има тон здруженија кои што работат на таа тема и вклучувајќи и на Точак дечките кои што се легенди, до многу еко здруженија кои што постоја и пред Мој воздух, но сега имат посилен глас благодарение на Мој воздух, бидејќи можат со многу полесно разбирливи податоци да мафтаат и да им кажат на луѓето: слушај, ви зборевме до сега дека имате проблеми, еве ти сега уште појасно вие, дајте да правиме нешто. Така што верувам дека е како алатка помага во борбата за покренување свеста и надевам чистиот воздух. Кажи ми, како data science-от, односно како business intelligence, како machine learning-от може да придонесе на air care, дали на апликацијата како апликација, како софтвер, како код, или пак како насока за развивање, како една идеја? Види, слободно искашлај се, ние тука не се плашиме. До февруари има да преживееме. Тука сме со вакцините, ќе Мој воздух вакцини, може да брендирам. Против загадување. Да. Добро. Бизнес идеја. Да. Значи, бизнес, data science како термин, јас прв пат го сретнав во Booking кога работев сега во Холандија. Пред тоа се нема сретнато со таков термин и кога влегов во Booking дознав дека постои како улога.
Во тимот имавме неколку data science дечки кои што беа. За кој хотел работеше у Booking? За, Трик прашање, те малам не се лови. за малку ги кажам Да, пауза. да. Извини, повели. Нема проблем. Не, заработевме значи со дечки од data science кои што навистина многу ни помагаа за да ги разбереме сите оние податоци кои што ги собиравме со секој нов продукт кој што го лансиравме, за да сватиме колку добро тој продукт работи на нови пазари, стари пазари и така натаму, каде што почнав да размислувам и заедно со нив actually дискутиравме на за време на ручек или така нешто со дечкиве, како може тоа да се примени во мој воздух. Што јадеа луѓето? Има добри риби, во главном преженици. У Холандија се е преженици. Има добра кујна у Booking, не ти треба многу. Они повеќе сакаат да пржат, да куваат и да палат и да печат така да. Па види, тоа било мо училиште пора, не знам што реално храна ќе правеле таму. Па да, може би да се мачкаат со кал. Тоа, да, не пробав да ти кажам. Да, да. Не знам дали си пробав. Да. Обично на стари луѓе им даваа да се мачкаат со кал, за да се навикнат. Аха, о. Да. Oh god. Data science во врска со AirCare. Така. Да, верувам дека Data Science може многу да помогне и знам дека неколку истражувања кај нас веќе беа започнати, мислам дека и истражувачи на Финки факултетот работеа на таква тема околу предикција на загадувањето. Што може да ни кажат сите податоци до сега што сме ги собрале и врз анализа на тие и временски податоци за воздух, за ветер, за дожд, за такво нешто, сите комбинирано дали може да предвидат од која фабрика ќе чури денес. Или не. Така што мислам дека има многу корист тамо, ние ги користиме многу базично. Не можам да го наречам AI, можам buzzwords да користам за инвеститори, ако има инвеститори. AI, machine learning, business intelligence, big data, growth hacking, blockchain. Yes. И сите други. Blockchain, coin, Така, Bitcoin. Не купувате hodl. Така што да, ние ги користиме на пример во ситуации каде што, знаеш, некои мерни станици па може да се расипат. Се имаше случајно, мислам дека пред година или две се случи во Гостивар, негде таму, негде во Западна Македонија се расипа станица, или Куманово беше, не се едно, се расипа станицата и почна да покажува бројки, 1999 микрограм метар купен PM10, и луѓе паника. И свативме дека, чекај, ова очигледна грешка на самиот сензор, не е возможно нагло толку да се накачи загадувањето, сам камион да не се паркира и се запали станицата, кондо за тоа. Инаку, другите моменти вакви решивме да пробаме барем со анализа на неколку податоци да ги решиме во стил на ако начекаш накачување над 5 пати од последните X мерења, можно и обележи го тоа мерење како можно да е грешка. Да, за да знаат барем и корисниците да не веќе Fake news да не се случи, па после да не рече да ти лажеш. Не, али пробуваме да ги заштитиме корисниците од цензорите. Така. На некој начин. Мислам дека полека треба да привршуваме. Јас ќе прочитам само како идеја од Петар Каров, вика за AirCare за апликацијата да додадете виджет кој што би можел да стои во left swipe, така да на лева страна, или right swipe, никогаш не научив како се вика. Со iPhone и сите. Ние виджет имаме, знаеш, од кога е на Android, видиш што Да, добро. Тоа е Androidот една играчка која што треба секој човек да има барем еднаш во животот. Секако? Да. Така да, добра идејата на Петар Каров. Работиме на тоа да знае Петар, така што actually in develop. Ирена Бојаровска, ако се збираат податоците историски, може ли да се надополни сајтот со анализи, споредби од претходните години, споредба по региони и така натаму и така натаму? Така. Секако дека може да. Ние ги имаме сите овие податоци, но затоа велам, види, тимот на мојот е прилично мал. Значи, од прилика тројца работиме на апликацијава. Па вие сте повеќе од базни станици веќе? Да, реално. Уште малце секој по една ќе си има, ќе си ги именува. Уште еден ќе си имате по една базна станица, да. Така ќе биде Горјан, Драган ќе биде у центар. Да, по две ќе се земе еден. Така што и баш со таа цел ние ги објавуваме овие податоци лайв, ги објавуваме на интернет, на GitHub, во компјутерски обработлив формат, за да може секој да ги преземе и да ги направи тие дополнителни анализи. Ние правиме од прилика на крајот на секоја година еден PDF со обработки што како се случува, го прави тој Министерството за животна средина, така да и таму има извештај, дека сме единствените, што може веќе да додадат до некои споредби. Но се трудиме колку може повеќе да направиме достапност податоци за кој да сака волонтерски да се вклучи во тимот,
да помогне околу тоа, ние сме секогаш со отворени раце. Добро, тоа е во принцип само брцање во око за повеќе да не биде криво, доколку почнеме да се споредуваме, така да можеби тоа и во подсвест и намерно не е добра варијанта да се направи. Боријан Петровски вика, прашува мерење на квалитет на вода за пиење во Скопје. Ќе пробам јас да го одговорам ова прашање, тоа е за проверка на квалитет на вода треба малце по-долг процес и податоците што ќе се добијат се после долго време. И водата, квалитетот на вода не се менува во текот на еден ден повеќе пати, ниту пак во текот на месец, дури во текот на годината. Така што претпоставам дека тоа може да се направи еден обичен изглед, дашборд, визуализација на податоци што ги има, но тие нема да варираат многу, така што претпоставам заради тоа и не е толку... Па да, мислам, јас баш ја разгледав таа идеја. Едно време кога се појави мој воздух, после викам моја вода, па моја почва и така натаму. Моја вода Нестле. Моја вода не. Нестле, да, они Нестле, прави. Не, они ја купија водата. Проклетството. Добро, ја барем го држам воздух. Така што ги гледавме тие податоци. Ги објавуваат, мислам дека водовод кај нас се објавуваат онлайн, али се објавуваат во некои си PDF и Word документи, потешко пристапни информации. И да, во главном таму нема многу бројки, нема многу истражувања. Така што јас секогаш би бил расположен да ги видам тие податоци и тие мерења, они што ги прават почесто подостапни во компјутерски формат, за да може секој да земе да ги претвори. Но како што велиш, да, тие не се никогаш real time. Значи секогаш доаѓаат после ден-два од кога ќе се земе примерок од водата, бидејќи таа анализа трае подолго. Бизнес идеја. Повели. Google Pixel. Така? Ставаат сензор за мерење на вода во камерата. Секој човек може дома да ја намокри и истестира и прати информацијата во некоја база, која што после преку Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Bitcoin Processing и Blockchain се процесира и така ќе може буквално да се направи хит мапа на квалитетот на вода, освен на ниво на град, населба, улици, па дури во еден стамбен објект. Готово. Ја вам го кажав пред да почнеме, така да моја идеја е технички, ако инвеститори. Значи, нека остане ова во аналите на македонските подкасти, дека ја кажав и дека најверојатно за неколку години ќе биде направено од страна на некој голем магнат. Да видиме дали имаме уште некои прашања кои што би како би можел секој поединец да помогне во борбата против загадувањето на воздух, повторно од Петар Каров. Види, има многу начини на кои што може да се помогне на оваа тема. Може да се вклучите во активностите на некој екоздружение. Ги има полно, екоздруженијата се излистани во самата апликација во AirCare, така што докога отворите апликацијата може одма да видите. Настани, еконастани кои што се случуваат, повторно се случуваат, тоест се објавени во AirCare, така што може да се приклучите на нив. Секако притисок врз соодветните државни институции може да се прави и тоа е прилично битно да се прави, за да може да Да. може тоа да го правите. Да. Така што, да, може да се прави притисок врз државни институции. Едноставно нема механизам кој што може да речеш треба тоа да го правиш, него работата е притисок врз оние кои што можат и ја имаат моќта директно да го решат проблемот. Јас можам да блокирам една улица, да речам овде да не поминуваат коли сега и наредните саат време да демек се намали загадувањето, но тоа бара систематска промена и мора да ги држиме одговорни оние кои што треба да се одговорни. Влијањето врз квалитетот на воздух не е протест. Влијање на квалитетот на воздух е не фрлање на пикавци, чистење пред сопствениот праг, не истурање на валкани кофи надвор, не фрлање на отпадоци кеси со ѓубре од над трети спрат, оставање на ѓубре до контейнери и еден куп ситни работи, рециклирање, например, не тресење на вреки од правосмукалки кај ќе се стигне. Тоа се сите работи кои што се многу, според мене, поважни отколку затварање на улица, еве како што кажа ти, или парадирање до врв на водно, пешки или со велосипеди. Доколку се смени глобалното мислење, глобалниот начин и истребувањето на селјачизмот од луѓето кои што си го носат во себе за да поминат полесно,
ќе влие многу повеќе отколку овие работи кои што ние ги гледаме. Значи мислам дека невидливите работи се првиот ред, првата борбена линија со ова зло, ако може така да го сумирам ова. Пред самиот крај од твоја страна да те прашам само уште која е по геймерски кажам ултиматната цел на AirCare? Главната наша цел е да не постоиме. Да нема потреба да постоиме. Бидејќи ако нема потреба да постои, So deep, човече. Адел би ти позавидела. ние се го зборуваме. Rolling in the deep. Скрос. Не очекував дека ова ќе го кажеш. Драго ми е. Не поминаа подморници. Да, Во Вардар ги имаш. да. Така што дефинитивно. Ако не постои, тоа значи дека нема потреба, тоа значи дека имаме чест воздух. Ти благодарам многу. Тебе? Што беше гостин тука, тоа беше Горијан Јовановски, основачот на AirCare, човекот кој што го измисли воздухот чистиот воздух кој што го измисли во декември 2014 година. Ви благодарам и на вас што бевте во мојот Дата Дом, на овој трет подкаст Дата Муабети. И јас овој подкаст би го окончал со една поема од еден наш познат пеач, а тоа е Ноне Алабаковски, кој што во еден момент кажа: врати ми го воздухот, не си оди со него, оди в пекол без него, не го давам залудно. Добра ноќ и се гледаме во следното издание на Дата Муабет. Довидување. Ти благодарам